Добре дојдовте назад. Знаете, ова е петок, околу 9 часот и 45 минути, во рамки на она редовна наша рубрика Адвокат на граѓаните. Денеска му посакуваме добро утро секој утро на нашиот адвокат и вашиот адвокат Владимир Бангиевски. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вас. Имаме навистина голем интерес од гледачите, пуштени се доста прашања по електронски пат, па да започнеме веднаш бидејќи очекуваме нели телефонските линии, така да се изразиме, да горат. Како може после оставинска постапка, прашуваат, од родителите меѓу мене и братот за куќата, трета година да е заглавена кај извршител за лицитација на куќата, но поради проблеми кои ги прави другата страна и е самоволно влезен во куќата, лицитациите пропаѓаат. Вели, мене во продажба ми требаат односно треба со продажбата да ми се исплатат пари. Каков правен лек постои за ова прашање? Вака, значи, оставинската постапка сама по себе е неспорна постапка и таа се води кај нотарот како повереник на судот согласно најновите законски измени и претпоставувам дека во рамките на оставинската постапка која што се водела, децата на покојниот, братот и сестрата наследиле недвижен имот, куќа. Претпоставувам дека не се договориле околу управувањето со недвижноста и оделе на продажба на куќата. Продажбата ја врши извршител во извршна постапка и во теке постапка по лицитација на куќата. Обструкции во рамките на извршната постапка не може да прави никој, доколку ги прави на начин на кој што најверојатно братот неизин ги прави, тогаш се водат посебни постапки од типот на постапка за одземено владение, постапка за одземена сопственост и така натака, а и самиот извршител има инструменти со кои што ќе попречи било какво попречување на извршната постапка или неизино осуетување. Така што сите одговори најверојатно секај извршителот, меѓутоа заради нечии обструкции не може во никој случај да се прекине ниту постапката за извршување, ниту постапката за продажба по пат на лицитација. Во ред. Постојано ни пристигнуваат прашања во електронска форма. Уште еднаш ви повторуваме дека доколку не успеете да не добиете на телефонските линии, можете слободно да ни ги испраќате вашите прашања по електронски пат на нашата имейл адреса, односно dobroutro@gmail.com, како и на нашите Facebook страници Добро утро секој утро и Алфа телевизија. Ево го следното прашање што пристигна до адвокатот. Дали имам право на надоместок на трошоци од фирмата во која работам во случај на починат родител, ако сум на различна адреса од родителот? Не, од причина што фирмата во која што лицето работи, не знам по кој основ би била должна да исплаќа било какви надоместоци по основ на починат родител, освен ако не постои некој правен основ по кој што таа би била должна да исплаќа во случај на покоен родител на својот вработен. Зборуваме тука за индивидуален договор. Зборуваме за индивидуален договор или евентуално полиса за некакво осигурување, меѓутоа фирмата во која што работи, не знам по кој основ би можела да исплаќа било какви надоместоци за покоен родител. Адресата апсолутно тука не игра никаква улога. Значи треба да доставите спецификации малку за целиот случај, бидејќи вака е премногу општо и не може да се даде никаков одговор, корисен одговор. Значи само да појаснам, би било пожелно гледачите кога поставуваат прашања да наведат правен основ, односно да наведат дали некој е во врска во основа на полиса за осигурување, договор за вработување, договор за дело и така натака. Да знаеме, да знаеме за што се работи. Токму така. Го имаме и нашиот прв гледач во оваа рубрика. Добро ви утро, секој утро, повелете. Ало, добар ден. Добар ден.
Повелете. Сакам да прашам, имам работен стаж без малку 3 години, на определено време ми го продолжуваат договорот за вработување, без 6 месеца вработена, па после уште 6, па имав малку прекин 3 месеца и повторно се вратив на работа во истата фирма и без малку имам 3 години работен стаж. Сега сакам да прашам во врска со одморот, колку на тој работен стаж, еве да речеме 3 месеци, 3 години без малку, колку следува одмор и како може да барам втората половина од одморот. Пошто знаеме дека работодавачот ја дава првата половина од одморот, без разлика дали е тоа 10 дена или 12 дена, нели така е должен да даде таа прва половина од одморот, ако дојде трудова инспекција да е оправдан. Меѓутоа не можеме никако со останатите вработени да си земеме втората половина од одморот, што не следува дали се тоа 10 или 12 дена колку е по законот и како да ги бараме. Писмено да ги бараме, зашто секогаш со нервозот со како да ги бараме. Уред. Значи годишниот одмор е право на работникот врз основа на законот за работни односи и врз основа на колективни договори. Работникот има право на користење на дневен, неделен и годишен одмор и од тоа право работникот не може да се откаже. Начинот на остварување на правата од работен однос, вклучувајќи го и правото на годишен одмор, се остваруваат со барање за користење на годишен одмор до работодавачот. Работодавачот врз основа на тоа барање е должен да донесе решение за користење на годишен одмор. Инаку должината на годишниот одмор зависи од должината на работниот стаж. Колку што слушнав, гледачката има право на користење на полн годишен одмор и таа својот годишен одмор може да го користи во делови. Така. Проверувам во меѓувреме ни стигнуваат и останати прашања. Иако ова е скратено, не е целосно поставено, дали е потребно судска тужба, во ред ќе причекаме малку да се прецизира малку граѓанинот, бидејќи малку е чудна оваа ситуација. Во ред, во однос на остана и неодговорени некои претходни прашања од претходно. Се извинувам малку, ќе мораме да го поставиме и ова. Дали имам право да поведам постапка за долг од институција што не ми врати одштета за вработен кој потоа почина и дали и после 25 години можам да го остварам ова право? Сопруга, се работи за сопруга на починатиот. 25 години е предолг рок, а повеќе не, затоа што се пробиени роковите за право на надомест на штета во судска постапка, така што после 25 години не е возможно да се поведе постапка за надомест на штета, бидејќи се пробиени законските рокови. Колку отприлика се тие законски рокови? Значи тоа се 3 години, максималниот рок по сите основи според законот за облигациони односи е 10 години, овдека се поминати веќе 25 години, така што не е возможно да се покрене постапка за надомест на штета, бидејќи роковите на застареност се поминати. Рок на застареност за надомест на штета е 3 години од моментот на случувањето на штетата, односно штетното дејствие. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро, повелете. Добро утро. Повелете. Ако може едно прашање. Имам една правосилна одлука од 10.10.2017 за управен спор до ПИУ. Правосилната одлука до сега не се почитува, мислам е скоро без 2 месеци 3 години. Бев до управен суд, се обратив, што понатаму барање за извршување, они вика со тоа што е правосилна кај нас е завршено. Од друга страна, ПИУ не ја спроведува и тоа би било прашањето, мислам, до адвокатот. Дали може
без извршител, вика како ваква не можам да ја спроведам, бидејќи не е конечна, а правосилна одлуката. Тоа било прашањето. Значи вака, да му одговорам на гледачот, правосилните и извршни судски одлуки се можат да бидат спроведувани, односно извршувани по присилен пат кај извршител. Точно е тоа што му го кажал на гледачот извршителот, дека одлуката мора да биде конечна во управна постапка, односно во управен спор, што значи на неа мора да постојат клаузулите на правосилност, односно на извршност, за да може врз основа на тоа како извршна исправа извршителот да постапува. Во однос на конечноста, граѓаните добро е да знаат дека на одлуки на управниот суд во управен спор граѓанинот има право на жалба до вишиот управен суд и после одлуката на вишиот управен суд управниот спор станува конечен, односно правосилен. Доколку граѓанинот има во своја корист правосилна, односно конечна управна одлука, тогаш тој може, доколку таа е извршлива, да ја спроведе, односно да ја изврши преку извршител, доколку органот не сака доброволно во парициониот рок, односно во рокот за доброволно извршување на правосилната и извршна судска пресуда, истата доброволно да ја исполни во се онака како што гласи во диспозитивот на одлуката. Така. И сега имаме едно малку општо прашање ова, меѓутоа добро, интересно е да се даде една ретроспектива. Се извинувам, имаме гледач на линија, да му дадеме простор. Добро јутро, секој утро повелете. Добро утро. Се јавам од источниот регион на Македонија. Сакам да поставам едно прашање до адвокатот, доколку може да ми го објасни проблемот, пошто веќе неколку години барам така кажано помош, па од никаде не можам да го добијам одговор. Сега вака се работи, значи лично за мене. Имам решение од инвалидска комисија за 4 часа, значи за скратено работно време. Сега, значи сакам да знам како иде исплатата. Значи дали, пошто мислам дека пред, да не кажем за време на Југославија, или може би и малку покасно, значи мислам дека се плаќало половин од државата, половин од газдата, каде што е вработено лицето. Сега ми интересира само, значи, како иде исплатата, дали треба и газдата да плаќа и фондо, значи, за пензиско. Пошто имам некои информации дека, значи, требало од 95-та, мислам дека така нешто ми кажаа, дека законот бил да плаќа целосно газдата. А газдата, значи, го исплаќа само, ги исплаќа оние 4 сата, па баш ми интересира, значи, како, дали адвокатот е запознат со тие работи, значи, како иде плаќањето. Толку благодарам, пријатно. Благодарим. Значи, ако гледачот е во редовен работен однос, по договор за вработување, тогаш обврската е на работодавачот да ги исплаќа платите и придонесите, доколку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување по некоја основа донел свое решение кое што се однесува на некаква инвалидност, тогаш Фондот за пензиско и инвалидско осигурување постапува по сопственото решение. Значи, секој постапува според обврските кои што ги има. Работодавачот постапува по договорот за вработување, а додека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување постапува по своите донесени правосилни решенија.
кај гледачот мора да се види кој е во обврска да постапува, односно да исплаќа, и од него ќе треба, од тој субјект ќе треба да си ги бара своите парични средства. Значи зависно според тоа што е договорено. Да. Ајде вака, прашање од гледачка. Сопругот ми почина пред половина година, паричните средства поради загубата што ми следуваат од работа не сакаат да ми ги дадат. Се правдаат дека е тоа поради COVID-19. Гледачката прашува што да прави. Значи, доколку на гледачката и следат било какви парични побарувања по основ на работен однос, првично таа ќе треба да поднесе барање до работодавачот за исплата на тие средства. Доколку работодавачот одбие да ги исплати тие средства кои што ги има како обврска врз основа на договорот за вработување или врз основа на закон или врз основа на колективен договор, тогаш гледачката има право да поведе работен спор, односно работна парница, и во судска постапка во работен спор да се ги бара оние парични средства кои што иследуваат врз основа на договор, закон, колективен договор и така натака. Така. Како веќе напоменав и претходно дека имам едно малку општо прашање, па би било убаво малку да го продискутираме ова, да им објасниме на гледачите, бидејќи е често. Како да се докаже дека не сте должен некому, а ви бара долг? Вака сега, за било каков долг се работи за паричен долг, претпоставувам, значи секогаш постои некаква трага за тие пари. На трансакциите согласно позитивните законски прописи кај нас исклучиво одат преку банка, правните лица преку жиросметки, физичките лица преку трансакцијски сметки, или доколку постоело некое плаќање на рака, тогаш граѓаните обично имаат кај себе признаница или било каков друг доказ дека некој некому нешто должи или пак дека тие нешто должат некому. Доколку не постојат никакви докази или евентуално сведоци, тогаш дефинитивно не може да се поведе никаква постапка, дури ни парнична постапка за долг, затоа што не постојат никакви докази. Од тука е мојот апел до граѓаните, значи при позајмување на парични средства, задолжително да ги обезбедат оние докази кои што се потребни во судска постапка, за да можат евентуално при невраќање на тој долг да го докажуваат долгот во парнична постапка. Значи, апелот е при позајмување на парични средства задолжително да се обезбедат оние неопходни докази кои што ќе може после да се искористат за да се докажува дека некој некому нешто должи. Најбезбедни трансакции се банкарските трансакции, бидејќи секогаш постојат докази за тоа дека е направена некоја трансакција на име на долг. Сега е ова една, како да кажам, малку замрсена, мене барем ми делува на замрсена ситуација, бидејќи нели слушаме само едната страна, не можеме да знаеме како тој што тврди дека му се должи би можел да наплати или тој што се тврди дека должи би можел да докаже дека не должи. Да, ова кажување, значи овој правен совет е условен во смисла на тоа да точно е, секогаш ја слушаме барем ние овдека во студиото едната страна. Судот е тој кој што по закон мора да ги слушне двете страни, значи двете страни имаат различни приказки. Се случува често пати да кога ќе ја слушнете другата страна да и видите дека граѓанинот во некои своји искази, во некои своји делови од неговиот случај и не е баш во право или пак воопшто не е во право. Затоа велам дека ова кажување е условно, бидејќи ние ја слушаме само едната страна. Уште едно прашање од гледач. Останав сам, моите родители починаа пред 2 години, мајка ми има земено кредит 2000 евра врз основа на пензијата, без жиранти и без заложби. Само пензијата била гаранција. Вели, јас направив оставинска постапка, имам имотен лист и оставинската е од татко ми, а мајка ми нема на нејзино име ништо. Сега дали јас сум должен да го исплаќам кредитот или не? Значи вака, граѓаните кога ќе наследат делот имот или целиот имот одговараат за долговите на оставителот во висина на наследениот дел. Значи доколку граѓанинот наследил некој дел или ја наследил оставината во висина на тој дел, односно во висина на вредноста на оставината, има обврска да ги намери долговите на оставителот. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро ви утро, секој утро. Повелете. Ало. Да, повелете.
Дали се слушаме? Да, вие сте, повелете. Вака сега, ќе поставам неколку прашања и ве молам запишите ги сите прашања. Вака, прво прашање. Се случува многу пати застарени сметки да праќаат дека не сме ги платиле. И кога ќе однесеме дека сме платиле пред година, 2, 5, 10 години, тогаш вика само извини. Првото прашање поврзано со тоа е дали има застарување и да не сме да го малтретираат граѓанството и дали ако докажеме со чувана сметка дали е тоа извини само или можеме да бараме обештетување. Да, ова не е прв пат да биде поставено вакво прашање. Евростандард банка. Едно прашање е многу важно. Ние што плаќавме сметки во пошта, може ли да се случи ПУПУ не важи и да пропаднат тие пари? Значи јас пред недела дена платих сметки за струја, за комуналии, да кажеме, преку пошта. И верувам над 100.000 граѓани имаат плаќано сметки преку пошта. Може ли да се случи да едноставно Евана кажат не сте платиле и кој е понатамо процедурата? Чекайте, само момент, еве чисто од друг аспект, ова не е прашање за адвокат, ова практично прво треба да се види што ќе одлучи Народната банка. Ма која Народна банка? Евана, не одговорам на прашање. Ќе одговорите, намалете го само телевизорот бидејќи се слушам таму, како зборувам. Дали се слушаме, дечко? Намалете го телевизорот. Може да каже не се стигнати пари, може да каже Евана дека дај намали бе телевизорот. Може ли да се случи Евана да каже не се стигнати пари? Да, ви го свативме прашањето, добро. Евростандард банка, ние сме платиле во пошта. Зошто да го малтретираат народот? Процедури после плати, па после барај си пари од Евростандард, тоа не умри магаре до зелена трева ќе биде. Значи, го прашувам адвокатот дали е тоа праведно и дали треба поштата да си ги сноси затоа што зимаат тие провизија, тие да исплатат Евана, без разлика дали е пропадната Евростандард банка. Благодарам. Пушти. Значи да одговорам на двете прашања. Првото прашање е околу малтретирањето на граѓаните за сметки кои што веќе и одамна ги платиле. Значи точно е тоа дека граѓаните се жалат дека се малтретирани од комуналните служби, бидејќи се повикувани да платат долгови кои што се фактички непостоечки и кои што граѓаните многу одамна веќе ги платиле. Не знам зашто конкретно се работи кај комуналните служби. Кога велам комунални служби, мислам на водовод, мислам на Евана и така натака. Предпоставувам дека се работи за неажурна евиденција кај самите комунални служби, меѓутоа навистина граѓанинот е понекогаш незадоволен и е измалтретиран бидејќи треба да докажува нешто што не е негово да го докажува, во смисла на тоа дека треба комуналните служби да дефинитивно водат ажурна евиденција за тоа кој колку должи и која е висината на долгот, а не да ги повикуваат граѓаните да плаќаат нешто што фактички веќе не постои како долг, односно долгот е веќе одамна исплатен. Малку што ќе ве прекинам. Бидејќи вака делува како комуналните предпријатија, фактички што се вели народски да бараат влакно во јајцето и народот е револтиран. Јас кажувам еве од искуство дека барем по 2 до 3 јавувања кога ја водиме нели рубриката адвокат се однесуваат токму на таа тема. Дали еве јас ке прашам како граѓанин, дали доколку мене ме измалтретираат за сметка од 2007 година, не е важно кое комунално предпријатие, јас имам право да тужам. Не, значи мојот совет е до граѓаните кои што се револтирани од таквиот однос е воопшто да не се појавуваат на тој повик. Затоа што ако некој смета дека некој му е должен, тогаш нека поведе постапка. Нека поведе постапка, па нека се докажува во судска постапка дали навистина постои тој долг. Значи, јас како граѓанин не сум должен некому да докажувам дека не должам. Тој што смета дека
дека некој некому му должи нешто, тој треба тоа да го докажува. Така. Значи, ако се сметките платени, или пак тие се веќе застарени, тогаш има потреба од одење таму и докажување дека не должам јас ништо. Бидејќи тој е тој кој што ги побарува парите и тој е тој кој што треба да докажува дека некој должи нешто преку опомени, преку тужби и така натака. Значи, граѓанинот не е должен да докажува нешто што навистина треба да го докаже другата страна во соодветна постапка. Тоа е едната работа. Во однос на Евростандард. Во однос на стечајот кој што се отвори на Евростандард банка, значи сите оние трансакции кои што се поминати преку пошта, се додека банката функционирала фактички до моментот на отворање на стечајната постапка. Так. Тие долгови или обврски се намирени преку пошта, граѓанинот има доказ дека ја платил својата обврска по било кој основ за било што и да се работи, така што не може после недела, две или известно време отварањето на стечајната постапка да ги поништи оние трансакции кои што веќе се направени преку пошта кога сметките функционирале така како што функционирале. Фактички самата сметка е доказ, односно дека видете, сите парични средства најкасно наредниот ден легнуваат на сметка на оној каде што треба да легнат, така што претпоставувам дека тие трансакции веќе се и поминати, меѓутоа и да не се поминати, граѓанинот има доказ дека таа трансакција ја плати. Токму така, одличен одговор. Имате можност вие да го поставите вашето прашање. Добро утро, секој утро, повелете. Ало? Да, вие сте. Да, вие сте. Ало, добар ден. Ке ве молам, поздрав до вас, до адвокатот и водителот, гледачка од Скопје. Сакам да поставам прашање. Далечна 89-та година имаме добиено градежното земјиште во Дорјан од општината Гевгелија за градење во собственост лична. А тоа е на името на мојот сопруг, кој е меѓувремено починат. После волку години господинот Дедовски рече дека закон за легализација на државното земјиште во приватна собственост. Како јас да го оспарам тоа право од државно земјиште во приватна собственост? Значи, најпрво се води оставинска постапка, имотот поминува од покојниот на живите негови наследници. Ако се работи за сопруга, тогаш на нејзино име ќе помине правото на собственост на објектот и правото на трајно користење на земјиштето под објект и на дворното место кое што служи за редовна употреба на објектот, така што кога ќе ги наследи тие права, ќе може да покрене постапка или пак да ја продолжи постапката за приватизација или евентуално постапката за легализација на објектот, зависно од тоа за што се работи. Во конкретниот случај, колку што разбрав, се работи за постапка за приватизација на земјиште под објект и дворно место кое што служи за редовна употреба на објектот, со тоа што граѓанинот ќе треба најпрво да ја заврши оставинската постапка, а после тоа да ја продолжи или пак да ја почне постапката за приватизација на државно земјиште. Така. Имаме доста интересно прашање следно. Или ме интересира како може да не се спроведе судско правосилно решение во катастар. Поднесуваме приговори на тоа до комисијата и ни даваат одговор дека не им било доволно јасно судското решение. Да нагласам, вели гледачката, извршител не се нафати да ја заврши работата. Вака, ова е доста интересно прашање од аспект на тоа што граѓаните имаат навистина проблем кога спроведуваат правосилно судско решение или одлука на суд. Значи катастарот најчесто одбива да ги спроведе истите со образложение несоодветност на податоците, па дури одбиваат и самите извршители понекогаш да ги спроведуваат истите. Значи, ова е проблем кој што се провлекува многу одамна. Катастарот, според мене, тука нема избор дали сака или не ќе да спроведе нешто што е судска одлука. Мора да спроведе. Кога таа е веќе правосилна, значи кога целата постапка е завршена, туку мора тоа да го спроведе на начин на кој што тој ќе одбере тоа да го направи, меѓутоа не смее граѓанинот да го враќа и не може да го враќа во ситуација кога граѓанинот има при себе правен основ
правен основ за упис или за бришење или за промена на некое право кое што е запишано во катастарот. Значи, спроведувањето мора да се направи од страна на Агенцијата за катастар на недвижности, бидејќи судската одлука има сила на закон, односно поединечен правен акт и тој мора да биде спроведен. Катастарот води проста евиденција. Катастарот не е тој кој што може да ги ревидира судските или управните одлуки. Така. Сакам да прашам, вели наша следна гледачка, работам во здравствен дом 27 години и последните 8 години не ми плаќаат минат труд и земам само минимална плата. Што да направи во овој случај? Сите права, јас ќе повторам уште еднаш, кои што граѓаните ги имаат или сметаат дека ги имаат согласно Законот за работни односи или колективните договори, ги остваруваат најпрво пред работодавачот, доколку истите тие работнички права им се оспорени, укинати или загрозени, тогаш имаат право во судска постапка, најдобро е преку ангажирање на соодветен адвокат да го докажуваат своето право од работен однос или право од колективен договор. Може ли малку да се навратиме на целата ситуација, бидејќи се работи за вонредна ситуација, но ме интересира ваше видување за ова ситуацијата со Евростандард банка, што се поставуваат многу прашања од многу гледачи, се плашат дека ќе дојде ситуација кога тие ќе треба практично да си ги бараат своите права на суд, што во однос на парите што ги должат, нели како во однос на кредити, што во однос во ситуација ако, например, други банки ги превземат нивните долгови, нели како што е фактички предвидено како дел според тоа што го планираат да го спроведат Народната банка со останатите комерцијални банки. Што ќе се случи со оние луѓе кои фактички им се блокирани сметките, а нема да им бидат одблокирани и покрај исплаќањето на дел од средствата од владата? Како би можеле да, вие, не дај Боже, нели, да сте на нивно место, како вие би постапиле во таа ситуација? Значи, се уште е рано за било што да се зборува околу ситуацијата со Евростандард банка. Граѓаните се оправдано загрижени и револтирани. Слушнав дека вчера имало и редица од граѓани кои што чекале пред самата банка за да си ги повратат своите депонирани парични средства или пак едноставно да се информираат што понатака. Од медиумите знам само дека е отворена стечајна постапка и понатака сите права и обврски ќе се водат во рамките на законот за стечај и соодветните прописи кои што се однесуваат на банкарското работење. Секако дека тука улогата на Народна банка е незанемарлива, значи таа е таа која што е фактички и гарант за депозитите на средствата на граѓаните. Мораме да оставиме време да видиме што ќе биде, односно колкава ќе биде таа стечајна маса, колку ќе се исплати од таа стечајна маса на граѓаните на име на обештетување и што понатака со оние депозити кои што нема да бидат исплатени, односно ќе бидат само делумно исплатени, бидејќи граѓаните најмногу се загрижени за своите депозити, дефинитивно, не толку за тоа преку која банка сега ќе ја вршат трансакцијата или ќе примаат пенсија или социјална помош, колку што се загрижени за тоа што со понатака со нивните депозити. Јас само ќе кажам дека Народна банка е гарант за депозитите на граѓаните во сите банки. Се создаде мала паника околу тоа што ќе биде сега со другите банки, иако Народна банка уверува дека сите други банки работат согласно законските прописи и нивното работење воопшто не е доведено во ризик. Во ризик, да. Добро, во ред имаме и уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Да го поздравам адвокатот, кажи му Чичко Благоје го поздравува од Скопје. Ве слуша. Така, поздрав, многу добро дете и го поздравам и експерте. Меѓутоа да му кажам и знае он, кај нас во Македонија све напогло се работи, братче. Значи, напогло ми водеше на спор за една нива, знае он самиот, Очко Благоја, и ни ги фрлашат во судиката документите. Значи, кај нас нема ништо правда. Додека собственоста не се загарантира, ништо нема да биде одржава.
Поздрав и све најубаво. Ова беше повеќе констатација. Значи, јас му благодарам на Чичко Владо. Веројатно сум му водал некоја постапка. Претпоставувам дека сме успеале во истата и секогаш апелирам, понекогаш и се револтирам околу правото на собственост, во смисла на тоа дека не само што е тоа уставна категорија која што мора секој граѓанин и секоја институција да го почитува, туку тоа е и свето право кое што е неприкосновено и кое што создава права и обврски за секого, и се надевам дека собственичките права во иднина ќе бидат заштитени, односно гарантирани онака како што е предвидено во уставот и во законите. Так. И уште еднаш поздрав и му благодарам на гледачот. И ќе имаме време за практично уште едно прашање, испратено по електронски пат. За неплатена сметка во болница од пред 7 години се работи за наводно неплатена сметка од пред 7 години, зашто гледачот кој го упатува прашањето е сигурен дека е платена, но блокирана му е трансакцијската сметка. Извршителот кажува дека директорот на болницата треба да ја одблокира. Кога разговаравме со директорот на болница, тој ни рече дека извршителот е тој што треба да одблокира. Вика, топката си ја префрлаат еден на друг, а сметката си стои блокирана и вели зошто после толку години без никакво известување дознаваме дури пред 6 месеци дека сметката е блокирана од страна на болница. Бара мислење за излез од оваа ситуација. Не, значи сметки не може да блокира никој друг освен банката, бидејќи таа е таа која што ги отвори и ги затвара сметките, и таа е таа која што ги блокира и ги деблокира сметките. Извршителот треба само да прати налог за деблокада на сметката, а по однос на налозите на извршителите, еве и ова ќе го кажам, сите институции се должни да постапуваат, банки, катастар, фонд за пензиско инвалидско осигурување, фонд за здравствено осигурување и така натака, затоа што се работи за налог и се работи за задолжителен правен акт. Така. Еве уште едно прашање од наша гледачка имаме, бидејќи имаме уште малку време. Дали можеме да побараме камати што ни наплаќале за сметки од телекомуникации? Малку е нејасно прашањето, е малку нејасно. Ќе ве замолиме само уште еднаш да ги испраќате по-концизно и по-прецизно прашањата, бидејќи доколку не се целосно поставени, можеме само да теоретизираме и да ви дадеме погрешен правен совет, од кој нема едноставно да имате вие ефект. Правосилната присуда не... ова е од што споменавме, оној случај од сопругата на вработен после 25 години не може да го оствари ова право, а инаку споменува жената дека правосилната пресуда, значи имала правосилна пресуда за тоа дека би требало да се направи, но не е извршена. Не гледам причина зошто, ако е правосилна, извршителот не ја извршува, значи тука веќе смртта на оној на кого што се однесува самата пресуда нема значење, бидејќи неговите законски наследници можат да бараат извршување на правосилна извршна судска пресуда, и ако се работи за парични средства, паричните средства да бидат распределени согласно законот за наследување. Така. Во ред, тука можеме да полека да ја одјавуваме емисијата, да направиме една кратка пауза пред рекламите и да видиме што подготвува информативната редакција на Алфа за своето прво редовно студиско излагање. Владимир, ќе ти кажам тука, ти благодарам што беше со нас уште еднаш и за континуираната соработка. Благодарам и на вас. И да, продолжуваме со соработка. Апсолутно да.